Изградба на кејот од мостот на булевар Видјос Милевски па се до новата болница. Тој кеј ќе добие комплетно современ дизајн, исто како што е градскиот кеј, ќе може да биде шеталиште, ќе може да го користите за ваши потреби, ќе биде во функција осветлен и буквално ќе биде во интерес само на граѓаните. Втор проект кој што би го спомнал, а токму пак е тука во урбана заедница Кула 3, тоа е изградба на Кавадарци мол. Кавадарци мол значи голема трговска единица со повеќе содржини, а тоа ќе биде изградено токму под хотел Фени, празниот објект, празниот плац кој што стои односно, тука ќе се изгради молот, кај што ќе биде во функција за пазарење на целиот град и за рекреација на најмладите. Би ги спомнал и оние објекти. Оние објекти кои што стојат и денеска неколку сограѓани ме прашаа до каде сме. Тоа е новиот суд, Пионерски, другиот објект што е до Пионерски Котларата. Ние сме во завршна фаза на урбанизација. По урбанизацијата која ќе биде готова во декември месец, ќе ги ставиме во функција на комерцијални објекти, колективни објекти, изградба на маркети и токму тоа е целата да ова место еднаш за секогаш добие своја трајна употреба, да не бидат тие такви мртви бетонски објекти и да бидат безбедни и за вас и за вашите деца, меѓутоа и за вашата околина. Би спомнал изградба на градски базен. Градскиот базен пливачки кој ќе го изградиме ќе биде најпотребен за нашите дечиња, најпотребен за децата кои што се во образование од средно и основно, меѓутоа и за нас, самите граѓани кои ќе биде за рекреативни цели во комерцијални услови во попладневните часи. Тука во вашата урбана заедница, позади тенисто игралиште, имаме предвидено некаден во склоп на самото училиште индустријско изградба на спортска сала. Изградба на спортска сала со ракометни димензии и димензии за кошарка. Таа ќе биде втора спортска сала, после спортска сала Јасмин, каде што ќе можат да се одигруваат и надпревари од прва и од втора лига и ќе биде во функција на сите граѓани. Тука имаме изградба и на детска градинка. Детската градинка ќе биде веднаш под спортската сала објектот. Детска градинка која ќе ја дадеме на приватен инвеститор да ја изграде, пошто имаме веќе 7 градинки кои се изградени од државно локално ниво, а таа ќе биде приватна градинка. Патот кон Европско Кавадарци и не е така лесен, меѓутоа желбата е јасна и патоказот е јасен. Во наредните 4 години заедно ќе создадеме нови патокази во културата. Заедно ќе направиме Кавадарци да има почиста животна средина. Ќе го продолжиме патот на поддршка на спортот и рекреацијата. Кавадарци ќе го направиме атрактивно место на живење, со развој во туризмот. Ќе направиме отварање на нови индустријски зони и адекватна инфраструктура која ќе биде до нивните живеалишта и до работата на нашите сограѓани. Заедно ќе создаваме сите ние, овде и сега. Советничката листа на ВМРО-ДПМН е составена од 19 лица квалитетни кои се докажани во нивните општествени сфери. Тие имаат голема идеја, голема енергија, голем ентузијазам и не смеат после 4 години да бидат со глави кои се наведнати долу. Односно, овој мандат мора да го поминат како претходниот, со кој ВМРО-ДПМН и неговиот градоначелник ќе бидат задоволни и сите граѓани од Кавадарци ќе се осеќаат дека уживеат во модерно, урбано и европско Кавадарци. Бензинска пумпа ДМД Оил.